Благодарам, јас го очекував овој одговор, господине Заев, но ми беше битно вие да го кажете како носител на извршната власт во Република Македонија, од аспект дека вашата изјава тука ќе се надевам дека ќе создаде степен поголема одговорност кај министерот. Навистина ќе водиме сметка за ова прашање, заради тоа што понекогаш добиваме чувство во градови кај што, знаете како, и вие доаѓате од сличен град. Впечатокот дека е доминантно македонски, навистина е доминантно македонски, и Велес и Струмица. Но имаме големи турски заедници и во вашиот град и во нашиот град, кои што во Велес, јас сум го зборел тука и во врска со законот за јазици. Во Велес албанската заедница е 4-та по големина. 2 е бошњачката, 3 е турската. По законот за употреба на јазиците, турската заедница и бошњачката заедница ќе немаат право да го употребуваат својот јазик во државните органи на локално ниво. Албанската ќе има. И тоа е дискрепанција. Зошто го кажувам ова? Ги запоставуваме понекогаш. Сакав вие да го кажете ова, од аспект дека министерот ќе го чуе, ќе знае и со степен поголема одговорност ќе се однесува. Ќе биде многу убав печаток за него лично, како министер, како млад човек во владата, ако со иста енергија влезе во проблемот и за турската заедница и за ромската заедница. И само во тој случај, господине премиер, ќе можеме да верификуваме дека вашата заложба, како што велите, за еднакво општество за сите, е навистина реална. Ако не, ќе се вратиме на некои стари впечатоци и стари поделби кои што велиме сите сакаме да ги оставиме зад себе. Затоа прашањето беше за да ве наведам и вас да го вложите вашиот авторитет во решавање на, односно проблемот долги години трае назад, во позиционирање на државата дека еднакво ќе ги третира сите граѓани на нејзината територија. Благодарам. Немам